еден дел од судството и од обвинителството останаа последна тврдина на заробената држава. Продолжија да контролираат работата и исходот на судските процеси во кои беа осомничени токму протагонистите на режимот. Наместо да се ослободат од сопствените окови, овие сваровски судски центри на моќ застанаа на патот на правдата, како последни упоришта на заробената држава. Ги знае нашиот народ кои се тие судии, обвинители, адвокати и извршители. Ова мора да престане веднаш. Тие институции, но пред се поединци, мора да ја променат својата работа. Мора да ги спречиме и да одговараат пред граѓаните за својата работа. Уште еднаш ја повикувам Државната комисија за спречување на корупцијата да започне постапка за проверка на имотот на судиите и обвинителите. А Управа за јавни приходи, Централен депозитар, Катастер, Централен регистар, МВР, Финансова полиција може уште овој месец да ги отпочнат процесите на проверка на имот, капитал, пари на судии, обвинители и членови на нивното семејство. Нам ни треба судство кое одлучува, а не судство кое застарува предмети. Затоа го повикувам и Судскиот совет да ја оцени одговорноста на судиите за застарување на предметите и целосно да ја провери професионалноста и ажурноста на работите на судиите. Да ни кажат кој тоа влијае врз судиите, кој тоа ги држи предметите во фиоки. Да ни каже зошто неколку десетици предмети се чувале, завршени и останале во фиоките на бившиот председател на Врховниот суд. Ке зборуваме јавно и гласно, затоа што правна држава мора да има во Република Северна Македонија. Ја повикувам и Европската комисија веднаш да го стартува инструментот за мониторинг на судски случаи од високи профил за корупција и политички криминал. Прочистување во судството започнува сега, веднаш, одма. Прочистување на судиите и обвинителите мора да има, зашто правда може да носат само праведни судии, а не кочничари на правдата. Му се допаѓало тоа некому или не, последниот бастион на заробената држава ќе падне. Почитувани, мора да бидеме подготвени и сите да се залагаме за тоа во што веруваме. Владењето на правото е една од тие работи. Владењето на правото, демократијата, слободата на говорот, слободата на изразување, не можете да ги земете здраво за готово. Тие не се таму некаде во некоја самопослуга, па одиш и земаш колку што ти треба за денес, за утре или за цела недела. Не, мора да се бориме за да ги добиеме и за да ги сочуваме. Замислете, ВМРО-ДПМН владењето на правото го имаше запишано во тефтерче. Го собраа во едно тефтерче. Го заробија во тефтерче. Ете толку беше лошо она ВМРО-ДПМН. Ако се вратат, ќе биде уште полошо. Затоа нема да го дозволиме тоа режим никогаш да не се повтори повеќе. Затоа, драги мои социјалдемократи,
Имате наредба од мене, од вашиот председател. Режим никогаш повеќе. Почитувани, во овие 2,5 години власт на централно ниво и 2 години власт на локално ниво имавме многу успеси. Имавме и грешки и слабости. Ред е да си признаеме. Но научивме лекции и тоа е нашето трето правило. Нула толеранција за неодговорност, нула толеранција за корупција, нула толеранција за конфликт на интереси, нула толеранција за опиеност од власт. Кој сака, нека биде. Но нашите научени лекции нема да се сведат само на пароли. После победата на изборите, грешките од минатото заедно ќе ги анализираме и заедно ќе донесеме заклучоци од научените лекции. А до тогаш сите, ама баш сите, да се посветиме на успесите и на нашите заложби, да не се врати режим во нашата земја. За да го постигнете тоа, треба да бидете сите политички лидери. Кренете ја главата и подпрете се на успесите, не на грешките. Подгответе се да ги инспирирате другите да ни се придружат на патот напред, на правиот пат. Бидете лидери што ги обединуваат луѓето. Зборувајте им на неодлучните, зборувајте им на одлучните. Слушајте ги сите, а не само оние што се најгласни. Обединувајте, градете единство, градете пријателство, помагајте, одлучувајте, грабете напред по патот кој заедно го отворивме. Грабете напред по правиот пат.